убава девојка со златна коса и сини очи. Одеднаш станав невидлива. Не знам што се случи. Но ти можеш да ме почувствуваш и да ме замислиш како што сакаш. Зарем има нешто хубаво од тоа? Ајде, обиди се да ме слушаш. Јас сум насекаде околу тебе. Го барам само твоето внимание. А ти, кога ќе ги слушнеш моите тонови, почни да ја градиш твојата фантазија. Пренеси се во моите звуци, а јас ќе го исполнам твоето срценце со љубов, добрина и убавина. Ке те направам да бидеш среќно и посигурно. Ке те натерам да размислуваш повеќе од вчера. Ке ги сакаш луѓето околу тебе повеќе од досега. Запомни, драго дете. Јас имам волшебна моќ, затоа ајде да се дружиме. Јас се викам музика. Дедо Петре, ајде да скажи нека приказна. Па пред малку ми разкажуваме пред деца. Оставете ме да се одморам. Ајде. Вечер ти се одмориш. Уште една приказна нема да се слуша. Ајде, навистина, и јас сакам. Гледај колку убаво те мола, деца. Добро, ајде. Еве црвенка, па може? Не. Што е да се? Дедо, црвенка па сите ја знаат. Дури и бебињата. Добро, тогаш... Пепелашка. Не. Ама тие приказни секој ден ги слушаме и ги научивме напред. Разкажи нешто ново. Нешто што не сме го слушнали досега. Да, навистина. Слушај, јас сакам да слушам некоја нова приказна. Приказна што досега не сме му ја раскажувале на деца. Значи да измислам нова приказна. Добро, а што ќе направите вие за мене? Еле, каков си. Секогаш им бараш против услуга на деца. Остави ме, бабишке, знам што правам. Добро, знаете ли вие да ми испеете една песничка? Да, знаеме, дедо, ама прво ви разкажем. Не. Прво вие ги ми испеете една песничка. Додека вие се договарате која песничка ви ја испеете, јас и баба ви ќе се договориме да ви раскажеме една приказна, една несекојдневна приказна, што многу ќе ви се допадне. Покрај многу петолинија и картофи живееше кралот Акорд и кралицата Мелодија. Кралот Акорд беше многу горд и непокорен. Помалку тврдоглав, но многу почитуван. А кралицата беше убава, нежна и многу добра. А кралството беше исполнето со многу чуден и весел народ. Зборовите ги претвараа во песни, чекорите во игра, а солзите го смеа.
кралот Тагор беше познат како крал со големо срце исполнето со љубов и добрина. Тој се грижеше не само за своето, туку и за соседните кралства. Затоа беше толку многу почитуван. Еден ден кралот Тагор замина на патување. Сакаше да ги обиколи соседните кралства и да се увери во нивната стабилност. Да погледа својата кралица Мелодија и рече: "Мила моја Мелодија, те оставам сама да се грижиш за нашиот народ. Колку би сакал да имам синови, па тие да се грижат за нашата земја, додека јас патувам." "Ајде, немој да си тажен, мој кралю," му рече кралицата. "Јас ќе се грижам за нашето кралство. Ке го исполнам со песна, ке пеам и ке се молам мојата песна да ја слушнат ангелите и да ја однесат високо-високо." Кралот се врати и повторно беше тажен и не можеше да ја забележи таа чудна слика во своето кралство, зашто беше многу зафатен со своите нерешени проблеми. Но затоа пак покрај него секогаш беше и убавата нежна Мелодија, која со својот убав глас секогаш успеваше да го разнежи и да го развесели. Кралот Тагор беше многу вознемирен, затоа што во соседството живееше кралот на Муртенко. Тој му задаваше многу големи проблеми. Бабо, а кој е тој крал на Муртенко? Драго дете, кралот на Муртенко е многу лош. Тој е полн со омраза и сака да ја уништи оваа земја каква што е Музикалија. Дедо, а зошто е толку лош тој крал? Кралот на Муртенко е љубоморен на кралот Тагор. Тој не сакаше народот на кралот Тагор да биде радосен и среќен и затоа тој често го предизвикуваше на војна. Дедо, а ќе победи ли кралот Тагор? Да, дете мое, честноста и добрината секогаш победуваат, а кралот Тагор, тоа тој го поседува. Дај да видам. Ништожник. Зар така се владее со царството? Доста затварање, доста убивање, доста така и бол во царството.
Славејот, исплашен, го зеде кавалот и прелета во шумата. Уф, леле, колку се исплашив. Гласот дури ми се зема. Кралот е многу бесен. Дали знаете што ли ќе се случи сега? Се сети. За неговата лутина и бес ќе испееме една чудна шумска песна. Долетајте, птици! Сите море! Напред има и песна ќе се снима! Секоја вест во кралството ја шири. Во земјата музикалија инает нема. Овде секој добрина дава и љубов зема. Крало мој важен, крало мој тажен. Ова чудесна сега ме магерса. Сакам желбите да ти ги кажам, нема да те лажам. Еднаш сакам сонцето од злато да ми биде герданче на пратот. А месечко од сребро кочунче што плови, во лука дечиња да лови. А цвеќето в поле, код звездичка што е, да ми биде украс во срцето моје. Кралот Акорд не можеше да ја забележи оваа чудна и убава слика во својот градини. Затоа што беше многу тажен. Го затвараше своето срце со катање и не дозволуваше никој да влезе. А кралицата, таа убава и нежна мелодија, таката ја претвараше во убава песна. Секоја вечер пред спиење се слуша тажни и молбени ноти, а целото кралство се молеше за неа.
Така беше и овој пат. Овој пат молбата беше слушната, желбата исполнета. Се роди нов ден, нова светлина го покри целото кралство. Набрзо таа роди два сина. Кралот беше многу радосен. Тој ги покани сите пријатели од соседните земји и направи голема гозба. Тој ги благослови своите синови и ги нарече редави во земјата Музикалија. Првиот што се роди, ќе се вика Басклуч и ќе се грижи за долното петолиње од градот. А вториот што се роди, ќе се вика Виолински клуч и ќе се грижи за горното петолиње од градот. Како рече кралот Акор, така и се случи. Синовите порасна и завладеа со оваа чудна и убава земја. Басклуч стана силен и многу вреден. Тој се грижеше за хармонијата во царството. А Виолинскиот клуч беше многу весел. Многу сакаше да раскажува и да пее. Еј, брате, да ти раскажам што се случи денеска во моето петолиње. Се
собраа сите тонови. Од првата до четвртата октава. Сите беа весели, расположени, насмеани и, што е најважно, расположени за музика. Почнаа да создаваат прекрасни мелодии. Со нив ги имитираат птиците и инструментите, правеа најразлични скокови, а јас ги слушам. Ги слушам, ама како за цело време да ми недостасуваше нешто. Па се разбира, ти недостасував и јас со моите длабоки тонови. Каде се чуло и видело мелодија без придружба? Моите тонови се многу важни. А денеска во моето долно петолиние исто така се собраа сите тонови. Од малата до подлабоката октава. Градеа најразлични пратечки фигури, создаваа прекрасни акорди, пеа во хор и уживаа во нивната игра. А јас, брате, ги слушав. Ги слушав цело време како да ми недостасуваше нешто. Па јас те недостасував со моите прекрасни мелодии. Моите тонови се многу важни. Синови мои, дојдете ваму. Слушам нешто се надмудрувате. Си докажувате кој е положен од царството. Јас брзо стареам. И сакам да го оставам царството во добри раце. А вие запомнете добро. Слогата е најголемото богатство овде. Држете се сложно и никој не ќе може да ве скрши. А царството ќе цвете. А кралот Амртинко може само да ја сонува нашата земја музикалија. Ајде, сега одете и завршете ја вашата песна. Во земјата музикалија повеќе немаше војна. Браќата раснеа и си помагаа еден со друг. Но што се случи кога тие порасна? Кога порасна, браќата се влюбија во една иста девојка во преубавата репетиција. Таа беше најдобрата балерина во сите кралства. Еј, брате, па каде си ти? Цело прекладен те барам и никако да те најдам. Се загрижи. Грижата твоја ми задава болка, па не сум дете постојано да трчаш по мене. Полека, па немој да се лутиш. Само сака да ти соопштам една многу убава вест. Брате, во нашиот дворец пристигна черката на најголемиот пријател на нашиот татко. Од кралството на танцот пристигна преубавата репетиција. Брате, а зарем на вистина е толку убава како што се прикажа? Дури и повеќе од тоа. Таа е прекрасна.
Толку е убава, што не можеш да и се изнаградиш. Брате, а кога ќе ја видам, сакам што поскоро да ја видам и да ја запознам и да се уверам во тоа што го зборуваш. Дали е ова сон или јавен? Не верувам во љубов на прв поглед, но моето срце трепе. Јас се заљубив. И тоа во двајцата. Но на срце некако повеќе ми лежи виолинскиот клуч. Ах, Боже, што стори? Што направи? Брате, па тоа е девојката од моите соништа. Дојде како порачан, како да е створена за мене. Се влюбив кога ја видов. Морници ме полазеа по телото. И како да слушам, глас што ми вели: тоа е твојата принцеза. Полек. А каде сум јас? Мене ме заборави, ме отвори. Па јас го почувствував истото кој некога прв пат ја видов. Таа ќе биде моја принцеза, затоа што сум постар и што прв ја видов. Ако си ми брат, ако ме почитуваш и сакаш, те молам, не задавај ми бол. Остави ми да ја сакам и да се оженам со неја. Не, репетиција ќе биде моја. И ако продолжиш да ја вознемируваш, ќе си имаш работа со мене. Што? Па ти си закануваш. Се фати за мечо, ме предизвикуваш. Што ме така, тогаш ме човеке нека одлучи на нашата судбина. Не! Синови мои! Те молам! Бас Клуч го забележа погледот на неговата мајка кој што беше исполнет пон со љубов и молба. Го забележа погледот и на неговиот брат и погледот на репетиција. Тогаш тој го повика својот брат, го благослови и им посака долг и среќен живот со многу деца. Што ме така? Подај, рака. Подај и ти во овој час. Благослов да дадам сакам, да пеам јасен глас. И на вистина, од силната љубов се родија многу дечи. Од убави по убави, од весели по весели, од распеани по распеани, како што доликува на една ваква земја, како што е музикава. Имињата исто така им беа чудни. Првото го крстија до, второто ре, третото ми, четвртото фа, петото сол, шестото ла, седмото си и осмото исто така како првото до. Да знаете само колку беше среќна кралицата мелодија. Постојано се врткаш околу неа. Ги учеше да пеа, да игра, да раскажуваат, а тие беа ненаситни. Постојано нешто бара, постојано беа и гладни.
кралицата кога го забележа тоа, се насмевна и рече: А сега ќе ве научам да пеете една песничка што многу ме подсетува на вас. седеше во својот удобен стол, ги гледаше своите внучиња, се смешкаше, чија почешкаше својата брадишка и ке рече: Тоа се моите ночи,
моите весели ноти. Задоволство е да се биде крал на една ваква земја, исполнета со љубов и радост. Така ги викаше своите внучиња на Галено. А нотите не само што беа весели, туку и многу разиграни. Пеја и игра до доцна во ноќта, се додека не се изморија. Така пејќи и играјќи падна уморен и заспа, а потоа влезе сонот со една убава приспивна мелодија. А сега, во тишината да ве прашам вечења, дали верувате дека постои земја на музиканти? Дали некогаш и некаде постоеше кралот акорд и кралицата мелодија? Дали постоја нивните синови, виолинскиот клуч и бас клуч? Да, вечења. Од детската фантазија се е постои. Затоа сакајте ја музиката, зашто таа ви дава сила.